Добра вечер. Добре дојдовте во премиерното прво издание на циклус емисиите Моја сторија. Од оваа вечер па се до септември ќе се дружиме директно од нашето студио во Europe House во живо на македонската телевизија. Ќе дебатираме, ќе отвараме теми, ќе разговараме, ќе поставуваме прашања. Теми кои што најчесто ги засегаат младите. Теми како што се различни начини на школување, проблемот со миграција, домашни проблеми, лажните вести, зависноста од социјалните медиуми, првата љубов и еден куп други работи. Наши гости во првото издание имаме среќа да се директорот на Националната агенција, господинот Марко Ѓоргиевски. Потоа тука се младите европски амбасадори и аташеи во Македонија Александар Каратошо и Сара Ристеска. Здраво и на вас. И имаме тука тројца млади, надежни, вајда ќе бидете студенти. Не се знае, додека не видам петки на крај, не поминуете. Ученици од гимназијата Никола Карев, а тоа се Леона Јарик, Никола Велјановски и Мила Ќурчинска. Добре дојдовте уште еднаш на сите. Мислам да прво ви се извинувам што сте вие бета тестери на нашата прва епизода. Од една страна ќе ве памтат сите по убавите работи дека сте прва епизода, од друга страна ќе ве памтат и по вајда лошите работи што ќе ги изгрешиме. Се шегувам, таман работа. Нема да падне, таман работа се е стегнато. Ти па од пријаска нагоре гледаш како не баре кузне кај да сме. Не. Денеска претпоставам дека знаете за што станува збор. Денешната тема ќе биде образованието, односно ќе биде Еразмус плюс програмата која што е дел од Националната агенција. Јас одма ќе почнам без многу кружење. Директоре Марко, некои знаат, некои не знаат. Што точно на кратко да ни објасните представува Еразмус плюс? Еразмус плюс програмата која што е програма која што е наменета за студенти, за ученици, за високо образование, за стручно образование, за образование за возрастни. Ние како Национална агенција во Македонија сме представници и односно ја работиме Еразмус плюс програмата. Која е улогата точно на Националната агенција во контекст на оваа програма? Националната агенција спроведува клучни акции по одредени сегменти, каде што се поделени во клучни акции. Клучна акција 1, каде што разговараме за мобилности, клучна акција 2 за стратешки партнерства и клучна акција 3, тоа е за политики, односно за граѓани капацитети за политики, младински политики, закон за млади и слично. Вие дознавте директно преку агенцијата или од некој друг начин? У нашето училиште ние дознавме. Тоа беше во средно, така? Да. Во средно училиште имате, како е решено тоа? Па неколку професорки си имаат заедно собрано, имаат добиен од Националната агенција проект Еразмус и они се распоредуваат која што ќе прави, тоест која каде ќе иде и така тече се. Фативме тој проект за размена на училишта и преку тој проект отидовме затоа што беше таков проектот, нели? Ние дознавме од училиштето. Ама не се училиште има Еразмус постери и нели веб страната е таму наведена, така да доколку некој е заинтересиран може да дознае. Тоа секој училиште си има посебна канцеларија на Еразмус или? Не би го нарекла посебна канцеларија, барем уште не е официјално направена, ама има неколку професори кои се задолжени за Еразмус и представување на таа програма, меѓу кои е и Јуле, која со нас е веќе 2 пати патуваше. И така. Како амбасадори, вие кажете ми, освен во училиштата, на факултетите, мислам дека тоа е малце по-сериозно проширено, ако не се лажам. Сите факултети мислам дека имаат, мислам, баш онака, пак ќе кажам, канцеларии кои што се задолжени за Еразмус, така ли? Како што сум запознаен, имаат канцеларии по веќето факултети и има еден професор кој е одговорен за да ги координира студентите, значи да води еден професор, но и еден студент од новите универзитетски собрања. Значи има еден студент кој е избран од факултетското собрание уствари, значи на секој факултет има по еден студент и он ги координира заедно со професорот тие ученици и тие студенти кои треба да одат на семестар надвор. Како обично се отварат конкурсите? Има некое правило на колку време, како оди тоа? Еве, директоре, вие.
Времето е, имаме сега година имаме повик, кои што се повиците отприлика поделени во три повика, од првиот повик негде е февруари март, но оваа година бејќи програмата 2021-2027 година треба да стапи на сила, плюс целата ситуација со ковид, ковидот, огласите, односно јавните повици за оваа програма ќе бидат малку подоцна, односно негде во април и во мај, меѓутоа се поделени на тој начин, додека образовните институции, нивната мобилност, они ја користат низ целата година. Вие како амбасадори помагате во однос на пропагирање, ширење на информации, во кои насоки им помагате на дечкиве за да можат да стигнат до информации за Еразмус? Впрочем, целата идеја на создавање на We Balkans организацијата и групата на европски млади амбасадори кои што произлегува од истата е да им помогнеме на младите да ги надминат сите оние предизвици со кои што се соочуваат. Знаеме дека нажалост малете од Западен Балкан се соочуваат со многу предизвици, почнувајќи од несоодветно образование, висока стапка на невработеност, неадекватни места, работни места, маргинализирање на дискриминирани групи. Меѓутоа, онаму каде што има многу предизвици, има уште поголеми можности. Нашата улога како амбасадори да им помогнеме на младите да ги препознаат можностите кои што им стојат на располагање, односно да бидеме еден, би рекла, патокас и мост што ќе им ги поточи, ќе ги поврзе со можностите меѓу кои е Erasmus Plus програмата. Како може да стапат во контакт со вас? Моментално нашите активности се реконструирани со оглед на ковид пандемијата и работата ни се сведува на онлайн, но иако се променија средствата, целта остана иста, а тоа е да со нашата креативност, со нашиот глас и талент да им помогнеме на младите да го препознаат својот потенцијал и да дознаат дека нивниот глас може да биде слушнат, затоа што колку повеќе препознава дека нивниот глас е слушнат, толку повеќе промената е возможна. Она што може моментално каде што може да најдат е на социјалните медиуми на организацијата We Balkans, на Facebook и на Instagram, како едно место за диалог, средба и споделување, и на веб платформата webalkans.eu, која што им овозможува на младите на едно место да имаат пристап до вести, стори, сите информации кои што се однесуваат на соработката помеѓу Европската унија и Западниот Балкан. Вие ми делувате како бубалици, у принцип. Така или не? Може да се рече. Се шегувам? Не, се шегувам. Ме интересира, има врска, не знам, просекот во училиште, успехот во однос на тоа кој ќе оди, кој не? Па, мислам дека лично во нашето училиште тоа имаше доста голема улога, а во други училишта не сум доволно запознаен за да може да коментирам. Вие не комуницирате со студенти или ученици или децата од другите училишта кога одите негде или не комуницираме формално, туку така што знаеме имотно правна само комуницира? Да, некои што знаеме што биле на таков проект, па ќе се Најчесто не прашаме. сме поврзани како преку проектот, туку доколку знаеш некој лично, тогаш доаѓа до размена на такви некои искуства, бидејќи најчесто како училиште, самото училиште ги добива тие проекти и затоа не доаѓа до мешање помеѓу од иста земја, помеѓу повеќе училишта. Но најчесто има, кога ќе се спомне дека си отишол некаде, си бил на некој Erasmus проект, се наоѓаат некои луѓе и тогаш се вршат најчесто тие пределби на искуства. Што би се рекла казала? Баш така. Генерално, мислам дека кога ни го представија нас проектот, затоа што пред 2 години започна таа Keep Calm and Be Green, прво дојдоа кај нас во Македонија, тие држави. И после не информира, не знам, дека ќе почне Erasmus проект некој нов, па дознавме кои се професорите и нас не кажаа дека да, просекот е битен. Сега јас не сум 5.00, ама затоа сум на многу Ама ќе работиш после емисија. Ќе работам после емисија. Да ветиш веднаш. Не. Инаку се знае. Инаку, ама доста сум активна, одам на различни проекти и низ училиштето доста работам, така да ете каде Чекај, се не разбрав. Прво дојдоа странци кај вас? Да, дојде од Финска, од Португалија, Грција, Полска. Самиот проект е базиран со тоа што беа повеќе држави споени и бидејќи беше обновлива енергија, обновливи извори на енергија, секој во различна држава се опфаќаа различни видови на обновлива енергија. Така што кај нас
беше опфатена за Кај нас беше соларна. Сончева енергија. за соларната Чека се, енергија. значи испадна Во дека Сицилија беше хидро. малку размена на ученици е Да, цела да, работа. да. Они беа, Како кај беа семинар, сместени, да не беа и повеќе. кај вас сместени они? Значи во Македонија Не бевме ние во таа вклучени, ама мислам Во дека беа Македонија седеа во хотел, а ние кога бевме во Финска седевме кај одредени фамилии. Поевтино да Тоа поминат. беше најубава тиска. Да го не, дали може да го искористиме овој момент да поздравиме еден наш драг пријател? Од Финска ли е? Не, од Португалија, Едуардо. Ај, Еду. Ма. Од Португалија. Да, Чека, значи вие он од Португалија, вие од Македонија се најдовте во Финска. да. Баш Процесот на аплицирање тежок, лесен, како ви се виде? Па искрено, кај нас повеќе професорите не запознаа со самиот проект и ни го дадоа како прилика кој сака да се пријави, дека ќе се направи список и според тоа какви активности имаш, доколку те сметаат за доволно добар, доколку си покажал доволно активности на часови, ќе разгледаат дали според тоа каков впечаток си оставил, ќе се направи избор на кои ученици ќе учествуваат. Да, и колку е добро ја познаваш темата. Да речеме, имаше многу пријавени деца и кога ги праша околу што знаат за хидроенергија, соларна енергија, мислам дека имаше нешто на кратко да се каже, да се напише и Тоа беше локално од вашето училиште беа комисијата условно кажано разговорите што ги правите? тоа беше програмата School Exchange. Затоа Така. Марко, вие имате осет дали е премногу комплицирано аплицирањето? Знам дека има договори, предоговори, подпишување, не знам се и се што. Од ваша гледна точка што мислите? Од моја гледна точка и од гледна точка на агенцијата, секојдневно работиме. Најверојатно имаме веб сајт на кој што сите овие информации околу програмата, околу повиците се достапни за сите граѓани да може да ги видат. Од друга страна, како што спомна и младите амбасадори, тука се Еразмус координатори и на високообразовните институции каде што имаме секаде, скоро во секоја образовна институција Еразмус координатор, меѓутоа и во основните и во средните училишта, наставниците или некој друг е од оној представник кој што е запознаен или има канцеларија за Еразмус проекти. Од друга страна, во изминатиот период работиме на канали на социјалните мрежи, бидејќи како национална агенција мораме на сите социјални мрежи да бидеме достапни за да можеме што е можно повеќе информациите околу повиците, околу самите проекти да бидат што е можно подостапни за младите. И во новата програма најавивме дека ќе отвориме 2 до 3 инфоцентри кои што ќе ни служат за оваа промоција. Се надевам дека во пред да биде повикот за новата програма ќе можеме да имаме и нови инфоцентри кои што ќе бидат наменети за таа проблематика. Како политички коректно ми одговоривте, јас прашав тешко е или лесно е? Тоа ме интересира. Јас мислам дека е лесно. Јас- Со овие сите да. информации, извини што те прекинувам, мислам дека може да се најдат доволно информации за да може да се аплицира за проекти. Јас исто така мислам дека не е толку комплицирано, не е многу лесно, има малку трчкање, но прашам заради тоа што имаме прилог од нашата соработничка Мила која што истражи малку околу оваа проблематика, проба да аплицира, така што предлагам да го дзирнеме тоа па да продолжиме со дискусијата. Студирањето во странство е неверојатно искуство. Неколку месечен престој во меѓународна средина е најдобрата можност за воспоставување на нови контакти, увид во различни култури, учење на јазик и созревање на личноста. Erasmus Plus е името на програмата која се имплементира од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, чија цел е да ги промовира ЕУ програмите за образование, обука, млади и спорт во нашата држава. Erasmus е европска програма за финансирање на младите основана во 1987 година која на младите им нуди можност за студирање или стажирање во странство за период од најмалку 2 месеци до максимум 36 месеци по циклус на студии. Но како да се информирам? Добро, значи треба да ги најдам информациите за програмата, за критериумите и за роковите за аплицирање. Корисници на ЕУ програмите за образование и обука може да бидат и ученици и студенти. Што нуди Erasmus? Меѓународна размена, мобилност, стипендии. Размената подразбира стипендија со која што ќе се покријат студиите во некоја земја. Мобилност значи продолжување на студиите на друг сроден факултет, при што ќе се земат предвид студиите и испитите на факултетот што веќе сум го почнала. Вели, факултетот има своја програма и своји услови, затоа најдобро е сите активни конкурси да ги побарам на нивниот сајт.
Како да аплицирам? Значи, прво треба да се пополни формулар за пријавување. Тој го има на сајтот кај самиот конкурс. Задолжително или имам валидна патна исправа, пасош. Мотивационото писмо треба да е јасно, кратко, во стил што ме мотивираше, зашто треба баш јас да ја добијам стипендијата, како и каде ќе го искористам своето знаење. Не ми е проблем, имам пишувано мотивационо писмо. Да видам што друго ми треба. Задолжителна е и биографија со основните податоци. Се препорачува Europass модел на CV. Тој се користи за други европски фондови како Youth in Action, Erasmus+, SIPUS. Да не го заборавам уверението за положени испити. И се разбира писмо препорака од мојата професорка. А што пишува за јазиците? За познавање на еден светски јазик треба соодветна диплома, например B1 ниво за англиски јазик. И тоа не е се. Треба да се потпише пред договор за следење на избраните предмети. Кога ќе ги поминам сите нивоа, дури тогаш ќе потпишам договор. Супер, се ми е јасно. Сега, кога ќе имам сите документи пополнети, напишани, потпишани, скенирани, можам да аплицирам. Ето, тоа беше Мила, испадна дека не е сепак толку тешко. Иако мислам дека е така, малце чаленџинг што викам јас, тротинетот веројатно не доаѓа со преддоговор, така, тоа си беше нејзина лично. Ме интересира, може ли да ми објасните каков тип на програми има, групни, самостојни, малку повеќе околу таа тематика ме интересира. Како се може да, на какви се програми може да аплицираат младите? Erasmus Вака програмата... младите и вас се гледам, сите ќе се станам во младите, ние младите. Сите Каде сме, може да сите сме. аплицираме? Erasmus програмата нуди еден широк спектар на можности, зашто го велам ова, затоа што покрај институциите, односно преку училиштата и факултетите, младите може да аплицираат некој индивидуално ниво. Односно, Erasmus ти нуди едно искуство да патуваш, да запознаваш луѓето, разменаш искуства со млади од повеќе земји, преку младинските размени. И Erasmus е и можност преку програмите за обука, односно тренинзите, да стекнуваш нови знаења, вештини, идеи, практики. Erasmus ти возможува едно искуство, одблиску да се запознае со работата на друг европски образовен систем, независно дали преку програмата за размена на студенти или пак Erasmus Mundus, програмата за стипендирање на магистарски студии, а исто така Erasmus ти овозможува да се стекне со едно меѓународно практично искуство како практикант или волонтер во некоја странска организација, институција или фирма. Ако би морало да го сумирам во една реченица, би кажала дека е еден мултикултурен мозаик од можности, бенефити и искуства кои што чекаат за повеќе да бидат препознаени и искористени. Тоа се значи може да се аплицира на сите програми кои што Erasmus ги има објавено. Не може некој да се најде пример, не знам, факултет кој што тој сака или компанија во која што тој сака да работи и да проба да аплицира Erasmus да му го возможи тоа, иако не е ставено на пример на листа? Тука се клучна акција 2, каде што се склучуваат стратешки партнерства на едно институционално и организационо ниво, каде што средните училишта и организациите кои што делуваат во сферата на младите, спортот, волонтерството и обуките може да аплицираат за стратешки партнерства со странски организации да остваруваат, тоа се вообичаено некои проекти што се одвиваат во неколку циклуси или на подолгорочен план од кој се очекува истите да ги иновираат и модернизираат своите практики како би можеле да ги имплементираат во своите структури. Значи јас да речеме, не знам, сум студент вечити и најдам не знам оглас дека во Epic компанија за игри има оглас за стажирање, за волонтирање, не е битно. И одам кај мојата професорка и викам јас сакам тука да аплицирам, дали може Erasmus да ми помогне. Тоа функционира вака, Марко? Тоа не функционира толку така. Баш ми е жал. Баш ми е жал во следниот живот. Така е. Може ли студентот да користи повеќе програми, да речеме, од Erasmus? Да, Erasmus е многу широка програма.
и затоа и светски призната затоа што е многу уникатна помеѓу мешаницата од формално образование, значи има многу работи што го вклучуваат формалното образование од основно до универзитетско ниво, но исто така има неформално образование, огромен дел што се бави со неформално, така да секој млад човек може да оди на размена, еве како што биле средношколците тука, може да оди преку средното на некоја размена надвор или да пречека гости тука. Но исто така може и на факултет да оди цел семестар или 2 семестра да иде да учи на друг факултет, да стекне друго искуство, но исто така може да иде на тие размени тренинзи кај што може да се обучува на голем спектар од различни теми, каде што се уфаќаат секакви теми и таму се добива и UTPAS сертификат кој е исто многу важен. Тој е сертификат кој има еден многу препознатлив изглед, затоа што се издава на сите кои ќе завршат Еразмус проект, значи се издава на сите и сега на европско ниво се работи, се признае тој сертификат официјално од сите институции, од факултетите да се добива плюс поени заради тој сертификат, така да тој сертификат не е само значи на национално ниво признат, него е на меѓународно ниво, особено во Европската унија. А тоа паралелно значи може да учествува на повеќе Еразмус програми? Па зависи за кои програми се работи, но во повеќето случаи би можел, пример, ако е на универзитетски студии надвор од државата на семестар, би можел да оди на некој краткорочен проект, пример како младинска размена или тренинг. Вие кај бевте? Во Во Финска бевте? Да. Само во Финска? Не. Ти беше во Сицилија? Сицилија и наредната година појдов со нив во Финска. Паралелно беше во Сицилија, во Финска, во Yes. исто време? Имам сестра близначка која светот не ја знае и таа беше во Сицилија. Тоа ти прави Она се клонирање. шверта сегда. Да, Да. точно. Гледам во куфар. Тоа не требаше во сушност. Вајда голем куфер треба да биде. Многу е флексибилно и умал ја собира. Во ред. Ме интересира, освен што се прошетавте фино лепо, си поздравивте другарче ете од Португалија, сте си купиле, не знам, 300 кила или 30 кила чоколади заедно. Освен за шетање Еразмус програмата, ви користеше ли за нешто? Да. Па Многу различни Да, аспекти ние- се. Ајде, сите поред, ве молам. Многу различни аспекти опфаќа тоа и има многу бенефиции со тоа што од почетокот се запознаваме со многу деца и гледаме различни култури, различни начини на живот, различни стилови на живот. Сепак одиме во земји во кои што функционираат работите различно. Не сме свесни дека нашето секојдневие не е секојдневие на луѓе од други држави. И е многу фасцинантно кога гледаш како всушност функционира целата таа нивните заедници, кои се нивните принципи. И е фасцинантно како некои работи што кај нас се нормални, кај нив се не секојдневни, некои постапки, да кога ќе направиш нешто те гледаат малку на криво. Лепак ние ги гледавме. Имаше снег до тука и тие одеа по платнени патики Да, и без чорапи, да. Ние одевме Имате просто предрасуди трирам према снегот, јамболи, срам одевме кога Према финците. мислам. А добре, бе, Беше за многу- тебе конкретно, извини, за тебе конкретно што е да речеме ако треба да избереш еден најголем бенефит ти лично, што доживеа како најголема придобивка од таа размена? Пријателствата. Едно, пријателство. Едно, на едно. Пријателствата, со што се направија со Еве се ќе си рече си купив нешто, ама добро. Пријателството. Само со Клише. Па, то. За тебе кажи ми? Па ја мислам дека е тоа што не само пријателствата, тоа веќе што го спомна да не се повторам, но мислам дека тоа има обновен интерес кон обновливи ресурси и таму се запознавме со доста начини како може да се користи ѓубре за креирање на топлина, како некои фабрики прават машини за сечење дрва кои што се користи 100% од дрвото. Ми беше тако најинтересен дел. Леона? Искрено, од двете искуства што ги имам, јас ќе кажам пријателствата, затоа што не знаеш каде ќе Сигурно се не сретнеш. италијанската мафија. Од каде знаеш дека бев со нив? Па добро се, може не требаше да се каже на гласово. Ајде. Ама не. Да, Оно што пријателството сакам да со кажам е- италијанската мафија. А мислам кога ти помагаат на цел свет. Нормално, мафија е. Хај Корлеоне. Ама мене барем ми беше тоа што викаат сите, на кога ќе се запознаеш со различен начин на живење, нека refreshes you. И во Финска конкретно ми остави образованието, затоа што сите го кажуваат колку е генијално тој систем на образование и ни го презентира првиот ден. И толку ми беше интересно дека уствари е наедноставен, само си одбираш часови, им се променува распоред, што се решив и
тука да го спомнам и да бидам као променете. Ама ги дефинитивно пријателствата. Значи сепак пријателството. Тоа е. Добро. Цел живот треба. Ви се сменили погледот во однос на начинот на гледање на општеството овде од ваша перспектива? Значи не како они нас не перцепираат, него вие како овде тоа што се го правили и во однос, не знам, од сите постапки што ги правите, од, не знам, према други и према вашите пријатели и другари. Мислам, им зборите ли за тоа како се живее таму, како треба се одека, дали треба да се смени нешто на подобро на положено? Па мислам дека Влијаете со ли? ова воочивме колку нашето општество е уникатно и дека не е како сите други, реално. Најако. Сега, Си на секој свој онака светли и темни точки, не може тоа да го негираме. Ние сме некако многу блиски луѓе и, знаеш, а финците не беа толку блиски, малку Малку затворени беа беа, не искачаа надвор. Па снег до колена, сами си кажавте. Кај ќе излегуваат, кај ќе се дружат? Не, за се име чисто. Па затоа не се дружат они. Ќе излезат надвор со платнени, ќе настинат и после мораат дома да седат. Јас настина имав 3 амболи. Ето ти чиста работа. Се амболи излегуваш. Јас би сакал сега да дзирнеме како кај нас младите, односно анкетата што направивме на рандом луѓе по изградов, дали они се запознаени, колку се запознаени и што знаат за Erasmus Plus програмата. Да видиме. Здраво, дечки, јас сум Милица. Пред нас е еден убав сончев ден и се запознаваме со програмата на Erasmus, која што ни нуди многу нови можности, збогатување на своите знаења и нови искуства. Сега ќе направиме една мала анкета да видиме колку младите се запознаени со оваа програма и да видиме дали би аплицирале. Еве, сега ќе можеме да почнеме. Еве, млади девојки, може да ни кажат за Erasmus програмата. Дали се запознаени со Erasmus програмата? Да. Да? Ти? Да, исто. Не. Дали би аплицирале? Да, јас планирам да аплицирам наредната година од факултет на Erasmus програма. Добро, а ти? Да, и јас за преку размена на студенти. Океј. Здраво, дали се запознаени со Erasmus програмата? Да, запознаена сум. Баш сега аплицирав претходната година и сега во февруари треба да одам на размена во Загреб конкретно на еден семестар таму да учам, па ќе видиме како ќе биде со ситуацијава. Да, знам дека се занимава со млади и му возможува да патуваат низ светот за различни проекти. Добро. Па, знам дека постои, ама не сум запознаена, не се интересирам толку за тоа. А дали се добила стипендија или? Да, добив стипендија. Да, мислам дека сите размени добиваат стипендија. Да варира од земја во земја стипендијата, ама јас конкретно добив за Загреб и сега аплицирам моментално за виза, па ќе видиме дали во февруари ќе се оди. Дали може да им кажете на младите како би аплицирале за Erasmus и како да дознаат за тоа? Да, па од самиот факултет јас конкретно дознав, а на секој факултет има канцеларија за размени конкретно што е насочена и така доста обемна процедурата целата, ама некој што сака стварно нема зашто да не се потруди и јас верувам дека ќе успее доколку сака. Имам аплицирано преку координаторот во нашето училиште кој што се занимаваше токму со тие работи. И можам да кажам дека е наистина преубаво искуство. Најпрво поради тоа што можеш да запознаеш многу нови пријатели, да стекнеш нови искуства, да се запознаеш со нови култури и поради тоа. Па не, иако до сега сум учествувала на 2 размени, затоа едноставно праќаш апликација зошто сакаш да одиш, зошто мислиш дека кои се интересите твои, избираат. Јас имам впечаток дека медиумите недоволно се инволвираат и недоволно се експонира оваа програма во јавноста. Како е вашето мислење на тоа? Мнение? Да. Ако смеам. Искрено, yes, thank you. Stage is yours. Искрено и јас имам таков некој, да, искрено, најискрено можно. Мислам, спомнавме италијанска мафија, дека се шверцам, што имам да лажам. Мислам дека да, не е доволно распространета Erasmus програмата по медиумите, затоа што ние доколку ние не бевме исконтактирани преку училиштето, јас немаше да знам како да аплицирам за понатаму, затоа што
еве, нас ни помогна при аплицирање за овој School Exchange, а сега сум информирана како да можам да аплицирам понатаму. Ама јас тоа немаше да го дознам доколку не знам, доколку не дојдеше некој да ми каже, стварно јас Случајно веројатно. Да, се погрижеше за цел овој затоа процес. што знаеш дека постои Еразмус, ама мислиш дека е за некој повозрасен или дека Не се знаат не знам. спецификациите Дека не за се како работи. Ама и кога не знаеш дека постои Еразмус како програма, значи сега кажуваме дека можеш да се обратиш преку тие официјални страници, но мислам дека не се доволно испромовирани. Нема имаат социјални мрежи, но ги нема не се промовирани На тие синте оставаат 5-6 дена. Да. Чиста работа. Барем не делуваат како да се доволно пристапни за деца на наша возраст, затоа што се претерано формални, ако смеам тоа. Правите нешто во врска со ова? Да, пред секоја програма, така било минатото, го чекаме водичот да излезе за новата програма и веќе е ставено дека мора да се има брифинг со новинарите за да можеме сите работи што се во новата програма да ги информираме и за да знаат што ќе се случува во иднина од целиот тој процес. Работиме во изминатиот период на воспоставување на социјални мрежи, на сите социјални мрежи, да имаме канали за да можеме со младите да комуницираме таму, бидејќи сите социјални мрежи не се воспоставени и се надевам дека во иднина дека тоа ќе нема да биде така. Особено сега имаме нови социјални мрежи кои што претходно не биле атрактивни за младите, сега имаме социјални мрежи кои што се атрактивни за младите и мислам дека како агенција мораме на сите социјални мрежи да присуствуваме, односно да имаме информација за сите проекти, за целата програма и особено за мобилностите и за младинските размени кои што за младите навистина представуваат една добра опција за прошетка, за пријателства и за до квалификации. Малку иронично дека има впечаток дека медиумите сватија дека социјалните мрежи се прилично гласни во својата, нели, во својата гласност и иако пробуваат сите медиуми да се наметнат преку дека се поважни и побитни од социјалните медиуми, сепак во вакви работи заостануваат и тоа многу назад. Ме интересира само програмите што се случуваат се повторуваат цело време, например во Финска може повторно да идат на истата програма? Мислам дека не може, таа беше уникатна, кој семинар беше, кој што го носеше тоа мотото Keep Calm and Be Green и мислам дека нема пак да се повтори. А други например програми што се повторуваат, има такви? Ретки се случаевите, но се случува некој пример тренинг како е добар да си одржи ако покаже добри резултати секако тоа што го имплементирале, се случува да се одржи пак ко втор дел, ко трет дел, ама со нови луѓе, не со истите луѓе затоа што се докажало дека добро искуство, значи се покажало добро и сакаат нови генерации, нови луѓе да поминат низ истото. Така да се има случајно, барем ја имам учествувано на тренинг во Германија кој всушност беше 6-ти пат организиран. Тоа ме интересираше така. Train the Trainers 6-ти дел што ствари 6 години поред германската национална агенција одлучила дека тој проект е вреден за да се организира повторно. Значи ти практично можеш да добиеш директни информации од тие што биле пред тебе на тој проект, така? Да, секако. Така беше. Да. Марко, ме интересира сега ковидов малце како снегот малце не прече, не изненади малку. Што се случува со тие што веќе беа договорени дека требаше да одат? Што се случува со тие програми и со тие деца кои што се оставени сега на малце на промаја? Ковидот требаше трае многу пократко, така беше и ковидот, папучите на... Меѓутоа, во моментов ги подпишавме сите амандмани со што мобилностите ги продолжуваме за 12 месеци, со тоа што сите што аплицираат, што добиле проекти имаат можност преку амандман да ги користат мобилностите за 12 месеци. Додека во драфт верзијата кој што е во новиот водич за Еразмус програмата 2021-2027 година, знаејќи целата ковид ситуација, оставено како блендет, односно комбинација, дека додека се добри условите, докога е смирена со пандемијата, би можело со физичко присуство, би можело нека комбинација и физичко и онлайн присуство и само онлайн, чисто онлайн, каде што доколку има интерес, меѓутоа како што кажавте и вие, сепак интересот за онлайн и за физичко присуство е многу поразличен, така да се надеваме дека во програмата ќе има многу повеќе физички присуство него онлайн. Се намали интересот за Еразмус заради ковид програмата? Мислам дека не е намалена заинтересираноста, може би е составени на пауза. Од една страна добро затоа што Еразмус е навистина адиктивна програма
И ако си заминал на некоја размена, ретко која станува на една, мислам дека овие ученици се најдобар доказ за тоа. Сад Еве ги една спакувани, они се немаат уште распакувано. Еве ги, не се ни Буквално е они не се ни така. перат тука, они таму се од странство, таму да се исперат. Буквално е така, затоа што тргнувам од некое мое лично искуство, се случувало да слетам на полнок и практично да дојдам дома само И да одма се да препакувам, затоа што исто да одам на друга размена. Од една страна ковидот не дојде добро, да кажем, да направиме Одмориш. пауза, да бидеме Да те приморани видат твоите дома, направиме те немаат видено. пауза. Да, ама од друга страна не беше совршен показател, особено за нас младите, колку е важна мобилноста, патувањата и сите оние бенефити кои што произлегуваат од отворените граници. Има бројка, Марко, од прилика колку луѓе имаат отидено во туѓина, вратено или се корисници на било каква Erasmus Plus програма? Значи во програмата што беше целосно 2014-2020 година, околу 680 проекти се грантирани апликации од околу 2000 организации на 32.000 учесника. Од Македонија? Да, Само од Македонија? Да, каде што имаме со стратешки партнерства, каде што најголеми стратешки партнерства највеќе имаме во Шпанија, Италија и Турција, каде што мислам дека на 30% од сите овие организации доаѓаат и од тие држави. Значи со тие држави некој имаме стратешко партнерство. Позитивно запрепастен од бројката, дека 32.000 млади луѓе, учесници во целата програма. Учесници искусиле како е да се работи на еден или на друг начин со странски компании, фирми, училишта и факултети. А додека само во ЮТ, како младинска размена, околу 6500 младински размени имаме, од кои што најголем дел после враќањето, односно имаат над 92% во анкетите искажуваат дека имаат подобрено, дали се тоа до квалификации на јазик, дали се после тоа квалификации за може да пазарот на трудот, soft skills, така е. Над 92% се покажуваат како позитивни тие размени. Јас би погледнал прилог сега кој што ние го нарековме моја сторија, прилог главниот, да видиме други какви имаат искуства во врска со Erasmus Plus програмата. За Erasmus проектите дознав од еден другар од претходните генерации, кој што всушност ми каже што значи Erasmus Plus. Едва чекав да наполнам 18 години за да можам да аплицирам, но исто така треба да напоменам дека не треба да имаш само 18 години, туку може и порано да аплицираш. Здраво, јас сум Христијан Милановски и јас исто така имам искуство со Erasmus Plus проектите. За некои можеби процесот на аплицирање ќе им изгледа доста сложен, но најтешкиот дел од тој процес е всушност пронаоѓањето на тие проекти. Ние како средношколци ги пронаоѓавме по разни Facebook групи, различните невладини организации, како и на другите социјални мрежи. Откако ќе бидете примени, процесот се олеснува. Одете на интервју каде што треба да ги докажете вашите квалитети, за подоцна да може да ви испратат на тој проект. Имам доживеано многобројните бенефити од тие Erasmus Plus проекти. И јас веднаш забележав разлика во мојата социализација, многу полесно социализирам со другите и веднаш приметив подобрување во мојот англиски јазик. Исто така јас запознав и многу луѓе од разни етнички и верски позадини и при тоа ми се срушија тие општествени стереотипи за луѓето што се различни од мене. Да, како што ги спомна Христијан стереотипите, исто така овде еден доста голем бенефит е тоа што Erasmus Plus проектите ни помагаат да го струшиме тој еден познат стереотип за дискриминацијата. Исто така сакам да напоменам како за крај дека еден голем бенефит од Erasmus Plus проектите се и истите сертификати кои што ние ги добиваме со нив, кои се многу важни за понатаму во нашата иднина, дали тоа ќе биде за школување, за работа, за некакви други обуки, тие сепак имаат доста голема вредност.
ве охрабрувам вас вие да отидете на Erasmus Plus проект, бидејќи се многу добри проекти и сметам дека секој треба да отиде на таков проект. Јас можам слободно да кажам дека Erasmus Plus ми го промени животот. Луѓето што ги запознав пред една година кога бев на проект, со нив сум се уште во контакт и тие познанства и контакти остануваат за цел живот. Да, тоа е дефинитивно така и сметам дека тоа искуство секој млад човек треба да го доживее барем еднаш во животот, бидејќи не знае што пропушта. Сите зборат за вакви искуства, онакви искуства. Некои малце поинтимни искуства, дечковци, девојки, нешто. Немаше, многу беше набиен распоред. Реков дека вие сте пребубалици, не ти гледам, таму има да седиме и да учиме. Сега би сакал од ваша гледна точка на амбасадори, на млади амбасадори на ЕУ, кој е правиот бенефит според вас во цела оваа работа? Што после Еразмус? Еразмус нуди широк спектар на искуство и што поширок спектар на бенефити кои што произлегуваат од истите. Кој е правиот бенефит? Мислам дека најдобро опишува една реченица од холандскиот филозоф Еразм Роттердамски, по која е именувана оваа програма, кој што вели: јас сум граѓанин на светот, познат со секој, странен со секој. И мислам дека Еразмус те прави токму тоа, да бидеш граѓанин на светот, затоа што ги прошируваат твоите хоризонти и ментално и физички. Еразмус е едно трансформативно искуство, кој што ќе допринесе за твој личен, професионален, академски разбор во сите фази од твојот живот, од училишни клупи па се до зрелост. Еразмус е едно олицетворение на заложбите на Европската унија да бидеме обединети во различностите. После секоја Еразмус програма си побогат за едно искуство, многу пријатели, уште повеќе спомени, истории за раскажување. Иако крајовите на ваквите Еразмус искуства не се многу пријатни, ти помагаат да воочиш колку си бил среќен што си имал шанса од вакво нешто. И затоа би сакала да ги охрабрам младите да се пријават за Еразмус можностите, затоа што се навистина животно променувачки искуства. Јас подобро нешто не може да склопам, така што ќе замолам за прилог кој што би јас го викам искуство. Здраво! За Еразмус програмата дознав преку мои пријатели и невладини организации. За Еразмус Плюс програмата дознав од мојот другар од училиште кој имал претходно искуство со проекти. Веќе бев учесник во неколку Еразмус Плюс проекти во Србија, Грција и Турција. Оваа година требаше да заменам во Чешка на Еразмус пракса, меѓутоа поради ковид ситуацијата праксата се одложи. Во Еразмус Плюс програмата учествував на два проекти. Првиот, кој беше за едукација во медиумската писменост и дигиталното опкружување, се одржа во Литванија, додека пак вториот, кој беше за дизајн на претприемачко размислување, се одржа во Австрија. Проектот наречен Градиме мостови беше реализиран оваа учебна година со мобилност и обука во Република Чешка во Прага. Еразмус програмата е една од најдобрите предности кои ги имаме додека сме се уште студенти. Тие едноставно ни дозволуваат да ги прошириме нашите хоризонти, да се здобиеме со многу креативно и различно знаење, да посетиме прекрасни локации и да запознаеме многу инспиративни луѓе од целиот свет. Со Еразмус Плюс програмата се стекнуваш со голем број на искуства, знаења и способности, воедно активно го користиш англискиот јазик, се стекнуваш со нови пријатели и се запознаваш со нивната култура и традиција. Имавме можност да запознаеме млади и постари глуви лица и да размениме искуства за нивниот статус во нивната држава, а и кај нас, и беше многу убаво. Тоа бе искуствата и како што најавив на почетокот,
не правиме ништо доколку не ве чуеме вас и не пробаме да ви одговориме вашите прашања. Можеби сме ги одговориле во текот на емисијава, на епизодава, но мислам дека треба да дзирнеме како најактивен медиум се покажа Facebook откако ја објавивме тизерот за оваа емисија, за овој циклус на емисии Моја историја, така што јас би отишол ако може да ги дзирнеме и да ги прочитаме прашањата од Facebook. Прво прашање гласи: како можеме да учествуваме во програмата и каде да проверам дали ги исполнувам условите? Така, тоа е. Како може да се учествува во програмата? Тоа мислам дека го одговорим, може ли само на кратко, еве од ваша гледна точка, некој нека го сумира? Во пола реченица. Прво треба да видите дали вашето училиште реализира такви проекти, па после да се кај одредени професорки да се обратите. За каков проект се работи, што ве интересира, за понатаму да може да се информирате. Затоа што можеби ќе ве интересира размена, можеби ќе ве интересира посета на некој, како да кажам, некоја институција во странство или стажирање, не знам, после средно. И може само да ве насочат професорите каде да побарате информација. Од друга страна, граѓанските организации играат многу важна улога тука, затоа што они имаат посебни проекти кои што организираат со други граѓански организации низ Европа, така да исто контакти имаат и многу е. Да, секако. И следите ги граѓанските, мислам, младите треба ги следат граѓанските организации за да најдат повеќе можности. Со други зборови, фолоу на Facebook, пејџот на веб страната на хоумпејдж и тоа е тоа. Така. И и во школата евентуално ако се види постер да се отиде да се направи. Така. Второ прашање, Facebook вели вака: ќе се реализираат проектите предвидени за 2021 година или ќе се стопираат поради пандемијата? Марко? Ова го одговоривме или претходно дека амандманите за претходниве за случајните договори правиме за 12 месеци одложување, а додека во новата програма ќе имаме нека мешавина, односно ќе може да се користат и онлайн и со физичко присуство и нека комбинација од физичко присуство и онлайн настава. Така. Следно прашање мислам дека беше од каде може да се дознае дали проектот ќе се спроведе онлайн или не. Претпоставувам истите ресурси се веб страната, Facebook, од човек на човек, у некоја локална флиперница и евентуално да ви пишат вас. Добро, и мислам дека имаме уште едно, четврто прашање. Јас ќе си го прочитам тука. Како може да се дознае повеќе за оваа програма? Кој го спроведува, каде да се исконтактира и слично? И целите на истата. Мислам дека и тоа го кажавме неколку пати. Оваквото на кратко сака некој да го одговори, да не испадне се дека го скокаме и јас. Ти мислам. Чекај, ти социјални мрежи, училиште, интернет, врсници, пријатели, врсници, флиперница, амбасадите, младите амбасадорите. Како изгледа стара амбасада, како изгледа млада амбасада? Тоа се стари амбасадори, млади амбасадори и ние одека гериатрија што останат директорите. Цвеки. Добро, цвекињата се секојаш зелени. Мислам дека е многу битно од ученик на ученик да се пренесуваат информации, бидејќи сепак од тие формални, кога ќе дојдат да презентираат, не секогаш знае да биде тоа доволно да се заинтересираат, па изгледа малку покомплицирано, но кога ќе слушнеш од некој што веќе бил, што веќе видел како изгледа сето тоа, тогаш е навистина поразлично, па тогаш се како имаат многу убави искуства, јас сакам да видам нешто такво, јас сакам да прошетам. Да, ама треба мотивацијско писмо да напишеш, иди напиши да те видам. Па писмо јас не сум напишал, знаеш колку време? Па пишуваш мотивационо писмо и бараш помош од тој што ти кажал за проектот, како го напиша ти за да влезеш? Еме, може ли да препишам, може само смени нешто. Смени таму име, презиме и знаете, видев многу подли. Јас еднаш прашав едно дете и ми рече: "Ау, ја земи туш и перце и напиши писмо и после прати го погулап, уште не ми вратија." Добро, тој изгледа бил негде во некое нордиско царство, отиден со викинзи со такви работи. И кај келтите аплицира. Да, тоа е тоа. Пред самиот крај имам едно многу тешко прашање за Марко, а тоа е: освен Erasmus+, можеш ли да ни извоиш некои програми кои што се исто така битни и интересни во агенцијата, националната агенција? Во Националната агенција под Erasmus имаме повеќе мрежи. Споменавме тука мотивационо писмо. При мрежата Европас е сет на онлайн алатки кои што ги подобруваат квалификациите, вештините со кои што луѓето ќе можат утре да аплицираат за работа, односно за активните баратини на работа. Потоа имаме Euroguidance, имаме Евридика,
ЕПАЛЕ како платформа која што можат сите кои што заинтересирани од професори, наставници, тренери кои што се занимаваат со образование на возрастни. Тоа ни е ЕПАЛЕ платформата. Имаме Youth Wiki кој што е за национални младински политики и имаме, мислам дека e-twinning која што е наменета и за основно училиште, и за средно училиште, и за градинките, каде што учениците заедно со наставниците може да создаваат, односно да креираат онлайн платформи за проекти и каде што кои може да изработуваат и да присуствуваат на онлайн курсеви. И во 2018 година ИВС како мрежа веќе завршува и од тогаш од 2019 година имаме програма која што е паралелна со Еразмус, која што е Европски солидарен корпус, која што е наменета за волонтери. Тука те чекав. Така е, волонтерите, си имам домашно да напишам, да си знам. Со ова завршуваме оваа емисија, односно оваа епизода, и ви најавуваме дека во следната епизода токму темата на моја сторија ќе биде волонтерство. Ќе разговараме за можности за волонтерство, каде, искуства и позитивни и негативни, и нормално ќе одговориме на ваши прашања поврзани со тоа. Дечки, ви благодарам многу на вашето учество тука. Ви благодарам што ми помогнавте јас да го скршам мразот. Се надевам дека беше секако што треба. Ако не беше, утре ќе се читаме на социјални медиуми. Утре ти ќе влезеш во црна лимузина затоа што кажа дека сум со италијанската мафија познат. Така да, сите овде што се во собата. И живеј си во последниот ден. Најверојатно емисија нема да заврши на маратон. Сега ќе да пуштам бркови, да. Пред самиот крај нешто на кратко за да кажете, да поздравите, можеби уште некој што заборавивте. Па да ја поздравиме професорките Јуле и Снежана кои што ни овозможија да отидеме у Финска и да бидеме денеска на оваа емисија. И да не закаснеме да го фатиме авионот. Да не закаснеме. Да ви се заблагодариме вам за оваа шанса. И вас се благодарам. Да не гледаат сите. Да не видат лице. Поздрав до пријателите што не гледаат од странство. Дека можете, дека сте млади, користете се што можете. Со новата програма има дупло повеќе средства, така да дупло повеќе можности користите што можете. Господине Марко, со вас мислам дека се си кажавме. Амбасадорите кажаа, учесниците кажаа, јас ќе се залагам за што е можно да имаме поквалитетни проекти во следната програма, за да навистина оваа Еразмус програма биде можно за сите млади и меѓутоа и возрастни кои што ќе се вклучат за да имаат нека доквалификација, подобрување на вештините и слично. Така. Јас ќе кажам, ги замолувам јавно медиумите малку поагресивно да го форсираат ова, да даваат известување, а вас да ви посакам пријатна вечер и се гледаме следниот вторник во исто време на МТВ. Чао!